предводници на одржлив развој е повикот за доделување на наградите, така насловени. Со Виктор Мирчевски, програмски директор на Конект, разговараме во продолжение. Добро утро. Добро утро, добро ве најдов. Добре, ни дојдовте. Што значи наградата предводници на одржлив развој? И како вие ја замислувате улогата во делот на промовирање, така ќе кажеме, на добрите практики? Така, компаниите одобно не се само правачи на пари, туку имаат многу важна улога во општеството и можат да изберат дали ќе го напредат или ќе го уназадат во секој случај. Например, сите поминуваме 8 часа на работно време, кога работодавачот се грижи за нас, за нашето здравје, може и такако да влијае. Со тоа влијае и на човековите права. Тоа можат компаниите да го прават и во заедницата, во околината, навистина да бидат промотори на некои практики кои што не се очекуваат од нив. Во последниот период се повеќе расти меѓународниот притисок на оваа тема. Инвеститорите бараат конкретни мерки, конкретни решенија за како тоа компаниите делуваат позитивно на општеството. Ке дојде време и со влезот во Европската унија, кога компаниите ке треба и да известуваат на оваа тема, значи не само за нивниот финансиски перформанс, туку и за тоа како ја штитат животната средина во која што работат и како се грижат за добросостојбата на сите. Се надеваме на едно такво убаво организирано општество во иднина. Да, додека го чекаме, во повикот именувате 8 категории, само дел ќе ги напоменам, оние актуелните, кои што се светски актуелни, како климатска акција, партнерства, добро вложување во заедницата и така натаму. Кој е процесот на дефинирање на овие категории, како ги избирате критериумите на оценување? Да, Конект веќе 17 години работи на општествена одговорност на предпријатијата. Во суштина ги гледаме сите стандарди меѓународни што постојат и по кои што компаниите, особено поголемите, се повеќе известуваат. На тој начин се трудиме да направиме некој национален стандард и да го кренеме малку погоре, па компаниите да конкурираат за награда. На тој начин ги идентификуваме добрите природи и се инспирираат и други компании да ги применат овие мерки. Добро, кои типови на компании, може така еве, типови на компании или тука си организациите во исто време може да аплицираат? Така, може да аплицираат сите компании кои што делуваат тука. Во делот на типови смислев на дејноста. Не е важна дејноста, секој во својата дејност може да најде тема и начин на кој што делува. Например, компаниите што работат во фармација, да се потсетиме на пандемијата, за 6 месеци успеа да направат вакцини да го заштитат животот на милиарди луѓе низ светот. Или пак некој што работи блиску во заедницата, има само 10 вработени и такако има флексибилност да влијае на вработените и на заедницата на малото во која што нели постои компанијата, така што големината не игра улога во тоа да бидеме општествено одговорни. Една од категориите, мислам дека е 7-та, која што е награда за одговорен производ или услуга, важи и за социјалните предпријатија, кои преку самиот бизнис профитот не го делат на себе, туку го враќаат во одредени општествени теми што им се значени. Една од наградите е посветена на Горан Лазаревски, професионалец во делот на одржливост, кој не е веќе со нас и на ваков начин го чествуваме неговиот живот и го продолжуваме делото преку луѓе кои што на сличен начин со професијата придонале за овие прашања. Како изгледа процесот на селекција? Од пријавување до евалуација на она што е пријавено, па до конечниот крајниот избор дека таа е компанијата која што ја заслужува наградата. Да, има повеќе чекори, на почеток е аплицирањето, повеќе е отворен до 28 ноември на Connect.org.mk, можат да се најдат сите формулари, се аплицира онлайн со едноставен формулар кој има конкретни прашања, е краток. Потем, комисиите кои што се формираат се стручни во сите тие 8 категории, вклучуваме и експерти, партнер е Министерството за економија, се разгледуваат апликациите, потоа се прави предселекција,
кандидатите компании се повикани на интервјуа. На интервјуата многу подлабински се навлегува во практиката, како и секогаш може да се побараат и дополнителни документи и верификација на терен таму каде што е потребна, така што навистина овој механизам дозволува да дојдеме до најдобрите примери. Добро, ајде сега за нешто друго. Со оглед на тоа дека ова не е прв пат што го работите, кои се досега, што сте ги забележале, најчестите предизвици кои што ги имаат компаниите за да го остварат општото добро? Да, има различни предизвици. Еден дел е во регулативата. Вообичаено некогаш кај нас законите бавно се менуваат, а времето е многу динамично, технологијата врви и навистина ни се потребни во тој дел промени. Например, Законот за донации и спонзорство во јавните дејности, кој што ги наградува компаниите со даночни бенефиции кога вложуваат во заедницата, е многу важно да ги смени административните бариери и компаниите полесно тоа да го прават. Тоа е значи еден дел на правно-политичката рамка. Големите компании се соочуваат со проблеми во локализација на стратегиите од компанијата мајка и Конекти клубот на одговорни бизниси всушност тука им помага локално да видиме кои се најбитните прашања во кои што треба да се вложува, на каков начин компанијата има влијание и во животната средина, и во заедницата, и на своите вработени, и како може тоа да го подобри, и кои се практиките што треба да ги направи, што се најсоодветни за тука, за ова земја. Тоа е многу значајно и со клубот делуваме и на готови стручни програми, во кои што компаниите можат само да се вклучат. Се знае дека ќе се добие импакт. Таков пример е корпоративното волонтирање, во кое што компаниите во текот на работно време овозможуваат своите вработени да соработуваат со здружение и да направат нешто добро за Имаме такви компании кај нас? Имаме. Корпоративното волонтирање се популарно. Вообичаено тоа се политики кои што овозможуваат ден до два во текот на годината да се вложи во заедницата, па така активно ние читаме заедно, каде што корпоративни волонтери одат и читаат на деца кои што се во загрозени заедници, стануваат нивен ментор, нивен пример и амбицијата се качува до 70% да се заврши средно училиште, да си има некоја професија што можеби во нивната заедница никогаш не била посакувана како пример. Колку баво, нека треба биде малку за да се направи многу, апсолутно. Да, нека биде ова потик за многумина. Што имаат компаниите со оваа награда? Што добиваат тие, освен личната сатисфакција дека успеале и ја добиле наградата? Да, многу повеќе само промоција и пиар. Во суштина на овој начин го консолидираме знаењето на компаниите. Ние сите практики, без разлика дали добиле награда или не, ги промовираме. Тие стануваат примери на обуки, на објаснување на други нови компании што доаѓаат во оваа друштво на општествена одговорност. На тој начин градиме една поширока заедница и движење и поврзување на компаниите. Добро е да се биде пример за другите и во овој случај флоскулата важно е да се учествува на вистина таква, затоа што е битно и да ги мапираме и да ги знаеме тие светли примери што постојат кај нас. Задача е на сите чинители во општеството да бидеме пример, да придонесеме секој во својата дејност и област. Благодарам за гостувањето. Ми беше драга. Да, благодарам што ми бевте денеска гостин